Дали на повидок е смислено сценарио за одолговлекување на постапката за милионскиот рекет, за што обвинети се Боки 13 и екс-специјалната обвинителка Катица Јанева. Денеска судењето траеше само 30 на минути. Од двајцата адвокати на Јанева во судница не се појави ниту еден. Делјо Кадиев бил неинфективна, примал антибиотици и во болница ќе останел 7 дена, кажа неговиот приправник. Но во судот не се појави ниту вториот бранител на Јанева, адвокатката Ирена Фрчковска. Таа утрово пред почетокот на судењето испратила известување дека е болна, ама не дала никаква документација. Нејзиниот приправник не кажа од што боледува. Фрчковска минатиот петок барала одложување на судењето поради боледувањето на адвокатот Кадиев. Откако судиката одговорила дека не може да се одложи рочиштето, бидејќи обвинетата Јанева има двајца адвокати, и доколку едниот не присуствува, може да ја брани вториот адвокат, утрово наводно се разболела и Фрчковска. На денешното рочиште требаше да сведочи обвинителката Лиле Стефанова, која ја водеше истрагата за случајот Империја, а нејзиното име се спомнува во аудиоснимките за случајот Рекет.